што се однесува до лекцијата биолошки основи на однесувањето, од досегашното искуство учениците често знаат да се пошегуваат во насока на тоа што сега биологија ќе учиме, нели на психологија дојдовме, но одговорот е во тоа дека ние не би ги разбрале темелно психолошките процеси кои што се одвиваат доколку не се симнеме и не се потсетиме на нашето претходно учење, претходни познавања во доменот на биологијата, односно анатомијата на како е тоа изграден нашиот нервен систем. Нашиот нервен систем е изграден од многу милиони неврони, а неврон е основната единица, односно основната клетка на нашиот нервен систем. Оваа клетка, невронот, е создаден од неколку делови. Имаме тело на клетката, кој што содржи јадро, каде што е сместен генетскиот материјал и цитоплазма. Тоа ви е на сликата означено со сома, нели сома е тело. Имаме продолжетоци, дендрити и неврити и имаме аксон. Се смета дека нашиот мозок, еден неврон е од прилика поврзан со околу 80 на 1000 па и повеќе други неврони. Имаме неколку вида на неврони, имаме аферентни, кои што пренесуваат информацијата од сетилата до мозокот, имаме интерневрони, кои што насочуваат информацијата до одредениот орган, и имаме моторни, кои што се активираат во моментот кога ќе се одлучи да се изреагира на примената информација. На сликата е представено пренесувањето на нервните импулси. Нервен систем. Нашиот нервен систем е поделен на централен нервен систем, во кој што се наоѓаат големиот мозок и репетниот мозок, и на периферен нервен систем, на кој што ќе се навратиме за неколку минути. Големиот мозок тежи од прилика околу килограм и 300 грама. Тој е создаден од 4 лобуси. Тоа е фронталниот или челниот лобус, париеталниот или темениот лобус, окципиталниот лобус и темпоралниот или слепоочен лобус. На сликава ги гледаме 4 лобуси и го гледаме малиот мозок. Фронталниот череп ги контролира движењето и помнењето. Окципиталниот череп ни помага да станеме свесни за тоа што гледаме. Например, ако нашето сетило за вид регистрира група на луѓе како се движат по одредена музика и нешто зборуваат додека играат, и сето тоа го прават на една сцена, окципиталниот череп ни помага, она што гешталтистите нели го застапуваат, ни помага да направиме една целина и да станеме свесни дека тоа што ние што всушност го гледаме е театарска представа. Темпоралниот череп е одговорен за разбирање на говорот. Париеталниот череп ни се активира при различни сензации, например како болка, жед, топлина, студ и така натака. Нашиот мозок е создаден од две мозочни хемисфери, лева и десна. Оваа фотографија која што во моментов ја гледаме е реклама на Мерцедес, каде што прилично креативно го имаат доловено функционирањето на нашите мозочни хемисфери. Нашата лева хемисфера е задолжителна за аналитичките процеси, за она математичко-логичка интелигенција. Нашата десна хемисфера е за креативните процеси. Важно е да знаеме дека левата хемисфера на мозокот го контролира десниот дел од нашето тело, а пак десната хемисфера од мозокот го контролира левиот дел од нашето тело. Во централниот нервен систем, освен големиот мозок, како што веќе споменав, се наоѓа и ребетниот мозок. Тој е составен од сноп на нервни влакна и функцијата им е да воспостават комуникација меѓу големиот мозок и периферниот нервен систем. Сместен е во ребетниот столб
И оваа позиција му овозможува да врши функција на еден мост што ги поврзува централниот со периферниот нервен систем. Една друга важна улога на работниот мозок се однесува на контролирањето на рефлексите. Например, различни реакции, како што се оттргнување на раката од дразба што предизвикува болка, например, кога ќе допреме нешто исклучително жешко, или затварање на очите пресилна светлина, кога некој нагло и неочекувано ќе ни упали светло во нашата темна соба. Периферниот нервен систем има еферентни и аферентни нерви. Еферентните нерви ги сочинуваат автономниот нервен систем и соматскиот систем. Сома значи тело, под соматскиот нервен систем ги спаѓа сите функции што ние волево ги извршуваме. Значи, се што ние даваме свесна команда да се случи. Контракција на мускули, движење, говорење и така натака. Автономниот нервен систем е оној кој што ни се случува во наводници автоматски. Што значи тоа? Функционирањето на нашите внатрешни органи во нашиот организам се случува со помош на нашиот автономен нервен систем. Ние не можеме на свесно ниво да ја контролираме работата на нашите бубрези, например. Ние не можеме, иако на свесно ниво можеме да го контролираме дишењето, но тоа се случува 24 часа во текот на едно деноноќие. Не секогаш го правиме тоа свесно, се одвива со помош на автономниот нервен систем. Ние не можеме да ја контролираме работата на срцето, да му речеме чукај сега побрзо или чукај сега поспоро. Затоа се нарекува автономен нервен систем. Во автономниот нервен систем важни ни се две нешта. Едно ни е парасимпатикусот, друго симпатикусот. Што е парасимпатикус? Значи, нашиот организам автоматски тежне кон хомеостаза. Парасимпатичкиот нервен систем ни функционира во нормална состојба. Например, еве, во состојба кога мируваме, нашето срце чука со одреден број на отчукувања, дишењето ни е стабилно, крвниот притисок ни е стабилен и ова представува хомеостаза на нашиот организам. Кога ќе се случи нешто да не извади од оваа наша хомеостаза, да речеме, се случува, истрчува куче кон нас, ние чувствуваме емоција на страв. Тогаш сите наши витални функции се покачуваат, односно се зголемуваат. Нашето срце чука побрзо. Црвенило на ликот може да ни се јави. Крвниот притисок се зголемува. Дишењето ни се забрзува, станува по-плитко и побрзо. Тогаш се активира симпатичниот нервен систем за да не врати во онаа претходна нормала, односно хомеостаза на парасимпатикус.